Предавање за македонскиот јазик и средба со професорите, гости од 5 држави, учесници во новиот проект Фузија, во кој се вклучи и Средното училиште Љупчо Сантов, се одржа во гимназијата по повод одбележување на 21 февруари, Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Професорот по македонски јазик Доне Донев зборуваше за иновативниот начин на употреба на мајчиниот јазик во драмските дела, односно како се доживуваат делата од другите јазици и од нашиот јазик во модерна смисла, а направи и паралела за употребата на македонскиот јазик и другите странски јазици во секојдневното општење. Имено се работи за една моја размисла, уште одамна јас да не бидам скромен, и не сум скромен во овој поглед, сметам дека само јас единствено ја работам оваа работа со булова матрица, и буловата матрица покажува за кратко време да се изнесат сите податоци во драмата, а подоцна да му се посвети внимание на текстот од страна на ликовите како го доживуваат и преку нив се доаѓа до идејата и кулминацијата. Инаку треба да истакнам во оваа прилика, горд сум што можам да истакнам како што за Кокино се знае дека е 4-та обсерваторија во светот од 2100 до 1700 година пред нашата ера. Исто така морам да истакнам дека старословенскиот јазик е 4-ти јазик во светот на кој што е преведена Библијата. Ова со особено гордост го кажам затоа што браќата Кирил и Методи ја создадоа глаголицата и на неа беа преведени библиските приказни. Во таа смисла папата ги одобри и почна да се шири писмото на старословенски јазик, кој што морам исто така да истакнам, многу пати кажав, истакнувам, е книжевниот јазик на македонците, односно книжевниот јазикот на македонците што го зборувале од околината на Солун, од месата Сухо и Високо. На предавањето, освен професорите од странство, присуствуваа и ученици од гимназијата Љупчо Сантов. Меѓународниот ден на мајчините јазици, 21 февруари, се одбележува насекаде во светот заради промоција на јазиците и значењето на истите во секојдневната комуникација. Покрај Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, на 26 септември се одбележува и Денот на европските јазици. Во 1998 година стапи во сила Европската повелба за заштита на регионалните и малцинските јазици, со која исто така се потенцира лингвистичката разновидност и повеќе јазичноста.